По речиси 6 години пауза, археолозите повторно ќе се вратат на археолошкиот локалитет Виничко кале. Со пари од Министерството за култура ќе се реализира проектот расчистување и покривање на објектот цистерна. Досега се откриени околу 2/3 од Виничкото кале, кој е едно од најважните археолошки откритија во државата. Виничкото кале е истражено, може да кажеме, околу 2/3 од она што е во внатрешниот дел на бедемот, значи во тврдините. Меѓутоа, Виничко кале не е само тој дел што е внатре, туку има и дел подградие, што останува исто така да се истражува понатака. Значи, просторот е многу поголем од тие 2,5 хектара што ги имаме во рамките на тврдината. На теракотните икони досега се откриени 20 мотиви, од кои 13 се веќе дешифрирани. Иконите кои потекнуваат од крајот на 5-тиот и почетокот на 6-тиот век се едни од наизложуваните археолошки експонати. Минатата година беа изложени во Холандија, а годинава ќе патуваат во Оксфорд. За наредна година е најавено, значи, нашите теракотни икони да гостуваат на една изложба која што е посветена на религијската уметност во светот, во музеот во Ашмолијан во Оксфорд, каде што ќе бидат изложени повеќе теракотни икони, од кои од нашиот музеј ќе бидат представени 4 мотиви од теракотните икони. Со пари од Министерството за култура ќе се финансира и конзервација на материјалот од археолошкиот локалитет Коколов рид, а ќе бидат поддржени и мандолинскиот камерен квинтет, фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас, ансамблот за староградски песни Серенада, фестивалот Истибањско здравоживо, а се одобрени и парични средства за проект со кој ќе се обноват народните носии.